представникот на синдикатите Живко Митревски одби да дуел со вас, па колегата Борен Ивановски беше принуден да го снима одвоено и јас со вас да разговарам одвоено. Да. Но како ќе оцените работата на синдикатите, да речеме, бидејќи Ванчо Муратовски остана како некој лик негативен во тоа цело синдикално движење, подобар ли е Живко Митревски? Прво би прокоментирал за неговото одбивање да настапува во диалог со мене. Тоа е доста чудно ако земиме теоретски дека јас се залагам за заштита на работничките права и тој би требало да се залага за работничките права. Ако делиме иста цел, тогаш зошто воопшто тој не сака да разговара со мене? Сега тоа значи дека се поставува прашањето колку тој навистина ги брани работничките права. И сега тој би сакал, јас би рекол дека ги прикажува работите во позитивно светло, кое доста е неточно. Значи, одредени подобрувања на правата, кои секогаш се придружени со доста ограничувања кои ги оневозможуваат да се реализираат во практиката, значи нив ги нагласува и воопшто не ги спомнува намалувањата на правата. И сега тоа испаѓа дека фактички тој ги дезинформира работниците за она што се случува со работничките права. Која е поентата да имате синдикат? Дали синдикатот треба да служи да работниците бидат дезинформирани или работниците да бидат информирани, да се револтираат од нивната состојба и да барат повеќе права? Колку пати е менуван законот за работни односи и колку тоа може да се свати како некоја вообичаена практика постојано да го менуваме? Тие велат напредуваме, ние велиме менуваме. Значи, општо во Македонија многу чуден феномен има компаративно, кај на сите закони ненормално многу се менуваат. Законот за работни односи во период од само 3 години е променет 8 пати, при што 103 од 280 членови се сменети, тоест 1/3 од членовите се сменети. Да се сменат 1/3 од било кој закон за само во период од 3 години, тоа е невидено темпо на менување на законите и нарушување на принципот на правна сигурност. Има ли сличен пример во Европа или регионот? Мислам дека добро би било ова да се консултираат и да поработат правниците на оваа проблематика, бидејќи мислам дека Македонија би била рекордер во Европа по нивото на менување на законите. Значи ова не е само во трудово-правната област, туку воопшто во сите други области. И тоа мислам дека сме рекордери. Значи Македонија е негативен рекордер по многу основи. Значи е последната земја на Балканот која утврди минимална плата. Е последната земја на Балканот која по слобода на медиуми. Е прва земја во Европа и во бившиот Советски сојуз по класните разлики. Значи се негативен до негативен рекорд. Ве повикале некогаш во собранието да присуствувате на некаква јавна расправа кога се менуваат законите за законот за работни односи и слично, веќе често се менуваат, па дали другите организации сте застапени? Најчесто законите се менуваат без поширока јавна расправа во многу сфери кај нас, вклучително и во однос на работничките права. Одеднаш човек ќе дознае дека некое право е намалено. Но тоа се жалеа претходно и синдикатите пред доаѓањето на Живко Митревски на чело, бидејќи сега тие од се задоволни. Значи бланко се задоволни од се што ќе направи владата. Додека претходно и самите синдикати кажуваа дека не функционира социјалниот диалог, тоест дека ги донесуваат законите без да се консултираат со синдикатите. Така што нас обично немаме. Да, но тие ќе речете имаме економско-социјален диалог во рамки на владата. Добро, кога сме кај законите, тие често се менуваат. Оваа влада, веројатно и претходните, но ова особено има тенденција да се представува како влада од народот, влада која работи за граѓаните, за работниците, за обичниот човек. Ако ги погледнеме измените во законите, колку оваа влада навистина работи и остварува за обичниот човек, работникот, граѓанинот, а колку за крупниот капитал? Значи, имавте една добра анализа. Добро е што го ставаме во малку поширок контекст. Значи, од 90-та година до денес нема година каде што не биле намалувани правата на работниците преку измените и дополнување на законите. Секоја влада, било тоа да била предводена од ВМРО ДПМН или од СДСМ,
ги намалувале работничките права и тоа е фрапантно. На сметка на кого? На сметка на добивање на повеќе права на работодавците. Значи законот за работни односи се помалку е закон за работнички права, а се повеќе е закон за правата на работодавците во однос на работниците. И тоа е тренд кој е доста невообичаен од европска гледна точка гледано. Во последниот период, период кој според председателот на ССМ има позитивни промени. Председателот на ССМ молчи за промената во законот од 2010 година, со која казнените одредби што се однесуваја за прекршок од работодавецот на воспоставување недозволив надзор над синдикатот во неговото фирма и во однос на ставањето на еден работник кој штрајкувал во понеповолна ситуација во однос на другите работници беше намалено за 30 пати од 15.000 евра казна на 500 евра. И сега ова зборуваме за некое што е јадрено право на синдикатите. Ако работодавецот треба да плати само 500 евра, ако оствари недозволив надзор над неговиот синдикат, над синдикатот во неговото предпријатие, тој ќе се рече 500 евра не се многу. Поарно да ги замолчам. Додека 15.000 евра казна е малку нешто да се поразмисли. И сега оваа одредба директно оди на слабење на синдикалното движење во Македонија, а Живко Митревски, председателот на најсилната федерација, молчи за оваа негативна промена. И ова е многу важна, бидејќи во практика едноставно ги стимулира работодавците да ги контролираат, да пробаат да ги Кога сме кај синдикалното движење, еве велите ССНМ како организација не е најсилната и најпредставителната и нема не генерира некој движење работничко за поголеми права, но тука се и самостојните синдикати. Видовме што му се случи на самостојниот синдикат на лекарите, кои апсолутно добија забрана да држат штрајк. Да. На многу фронта се борат синдикатите, дури и кога сакаат да се борат. Кога зборуваме за не е само до волјата. Прво многу важно, кога зборуваме за колку се лоши нашите синдикати, мора тука да ограничиме. Значи не се сите синдикати лоши. Значи овде би го истакнал позитивниот пример на синдикатот на клинички центар и на новинарскиот синдикат, кои не може едноставно да се стават, да се сметат за жолти синдикати. Значи и некои гранкови синдикати во рамките на ССМ имаат во ред стратегија, но раководството на ССМ, моменталното раководство е проблематично. Она што се случи за време на штрајкувањето на синдикатот на клинички центар е едноставно недозволиво во една нормална држава. Во една нормална држава се знае за колку време за колку време се решава еден правен спор во судовите. Кај нас тоа се случува со години и години да се влече некој спор. Не може за се останато да биде со години влечкање за една одлука која се е во прилог на владата, а контра синдикатот преку ноќ да биде донесена одлука. Тука практично беше забранет штрајк кој се уште се немаше ни случено. Да, но тука за жал меѓу другото е спорна одредбата за штрајк. Мислам, одредбите за штрајк во Законот за работни односи кои се донесени во 2005 Дали се пререстриктивни? Се пререстриктивни, што се дури на граница да го спречат остварувањето на законски со устав гарантираното право на штрајк. И би било добро тука да се истакне дека тие одредби ги донесе не владата на ВМРО ДПМН, туку владата на СДСМ. Но владата на ВМРО не направи ништо да ги промени. Живко Митревски вели таквата теза дека не може, цитирам, да се организира штрајк е апсолутно неприфатлива, но она што нас не интересира е дали преку штрајкот ќе може да реализираме некои наши барања или можеби постои подобар начин. Постои подобар начин? Прво, например, значи една од спорните одредби на штрајкот што малку не е баш таква ситуацијата. Значи пишува во законот дека штрајкот не смее да започне, дури не заврши постапката на помирување. Значи постапка на помирување. Пред да почнат со штрајк работниците, мораат да разговараат со работодавецот. Но нема рок колку таа постапка на помирување трае. Во продолжение на истиот член пишува
во истиот член дека постапката на помирување не смее да го ограничи правото на штрајк. Но ако немате утврден рок, тоа значи дека работодавецот ќе тврди, како што дека тврдеше постојано иницира. министерот Тодоров, дека уште трае постапката на помирување и бидејќи не е завршена, не може да се премине на штрајк. И ова е големо право во корист на работодавците. Правото на штрајк треба да биде право на работниците. Во македонскиот закон тоа е право на работодавците да ги спречат работниците да штрајкуваат. Спротивно на уставниот закон. На уставот. Добро, се надевате ли дека можеби следниот 1 мај ќе разговараме во подобар амбиент за работниците и можеби заедно и со председателот на синдикатите? Ова што е страшно е што секој 1 мај веќе неколку години се случува, се повторува истата работа, да медиумите и ние како активисти ги оцрнуваме синдикатите и при тоа придонесуваме да се загрози имиџот на синдикатот како институција, што е многу страшно, да речеме, бидејќи синдикатот е алатката преку кој работниците ќе си ги остваруваат своите права. Ако работниците немаат доверба во синдикатот, тоа е многу лоша. Да, но и нивната инертност провоцира. Раководството на ССМ си е свесно рачуна на тоа дека ќе се загрозува имиџот на синдикатот како институција. Но едноставно не им е гајне. Едноставно си ја држат фотелијата и тоа ги интересира. Каков имиџ ќе има институцијата синдикат кај работниците, нив не им е гајне. Се додека работниците не можат да ги сменат, тие си се безбедни. Ти благодарам, Савевски. Тоа беше професорот Здравко Савевски. Останете со нова, се надеваме следниот 1 мај на вистина на некоја дебата ќе прифати да учествува и председателот на синдикатите Живко Митревски.